Јас сум Боријан Јовановски, гледате Отворено студио, продолжуваме со актуелностите од светот и како и секогаш во Отвореното студио за нив ќе ни раскаже нашиот колега одговорен за вестите од надворешната политика Дејан Андоновиќ. Дејан, здраво. Предпоставувам за нас и за нашата публика најактуелно би било да слушнеме кои се од гласите од она фамозна средба на Вучич и Путин и таа авантура на Вучич по Москва. Прво, фамозна е бидејќи нели доаѓа на само еден ден после референдумот. Второ, фамозна е тоа што руските медиуми го оценуваат Вучич дека е еден од председател кој најмногу ја посетува Москва изминатиот период во светот. Значи, на срце му. Да, нема друг председател кој толку често се среќава со Путин. Од гласите се отприлика вакви. Путин не му дал целосна поддршка на Вучич. Тоа е отприлика тоа. Зашто тоа не му дал? Па не му дал околу разграничувањето, околу планот, нели? Знаеме дека излегува информации дека Приштина и Белград на некој начин сака да го решат косовскиот проблем, да го затворат со размена на територии. А тоа као на Путин не му одговара. Во моментов размената на територии не го интересира и она што го забележа нашите колеги кои биле таму. Кои се коментарите, што анализираат, кој е што вака дипломатите велат дека Путин го стишал Вучич во своите намери. Бидејќи Вучич побарал од Путин поддршка за неговиот план за Косово, што значи размена на територии и да го признае, за да го признае Косово. За да го признае Косово, а зашто тоа му е потребна Москва за да добие одобрение? Значи, отприлика вака бил разговорот. Вучич му рекол, му ветил на Путин дека Србија нема да влезе во НАТО под никоја цена, а за возврат очекува Москва да го поддржи во планот за Косово, кој подразбира размена на територии. Нужно е Москва да го одобри признавањето на Косово? Па нужно е да добие поддршка од меѓународната заедница, а Белград во таа средба ја нагласува нели улогата на Москва, бидејќи што може да разбереме, кој интересот на Москва во овој случај? Во овој случај да го спречи ширењето на НАТО во регионот. Доколку, нели, кај нас ова што се случува и пред се во Србија и Косово, се додека тој проблем, косовскиот проблем е жив, ќе биде секогаш камен за сопнување на нели ширењето на НАТО, Европската унија и секогаш ќе може Москва да манипулира со овој дел од регионот. Дали некогаш следејќи ги вака на дневна основа овие вести од светот, што е интересот? Добро, НАТО нема да се прошири. Што тогаш Русија? Па Борјан ќе има некакво влијание. Бараш некаков какво влијание? Па има руското влијание тука за да може нели да биде ипак овој дел геостратешки важен. Да не забораваме дека Грцка за да им стави камче во секогаш ќе биде камче во чевлата на Европа. И утре ќе може нели кога ќе треба да се преговара на некои други региони од светот, секогаш да се активира проблемот, еве ние ќе го дадеме нели Балканот, вие ќе ни дадете не знам Тајван, пример. Добро, околу Косово актуелно е кај нас повторно Русија во континуитет, додуше актуелна, ама сега имаме оваа вест кога се пласираше вчера дека Русија ќе го блокира Преспанскиот договор во Обединетите нации. Како? Па не може да го никако две земји ако се договорат околу. Значи написите кои ги гледавме, укажуваат дека ако отиде во Обединети нации, Русија како постојана земја членка на Советот за безбедност ќе стави вето. Но тука има на грешка, нели? Веќе видовме дека луѓето кои ги следат овие работи добро знаат дека Советот за безбедност воопшто нема да расправа околу. Ќе констатира. Само ќе констатира, бидејќи да потенцирам, Советот за безбедност не може да се гласа за некој договор кој не загрозува друга држава, друг ентитет, друго лице. Значи, автоматски Советот за безбедност само може да констатира. Нема право да расправа и евентуално да стави вето. Така да таа приказна не поминува. Мала дигресија беше ова, те вратам. Што случува на Косово? Таму има, според последните информации, известна невообичаена динамика на политичката, на натрешната политичка сцена. Внатре има судири помеѓу актуелниот председател на неговата партија Хашим Тачи и актуелниот премиер Рамош Харадинај. Имаат судири по неколку основи. Едно од основите е начинот како да се реши проблемот со Србија, односно косовскиот проблем, со тоа што Тачи е на линија со Вучич да дојде до размена на територии
и така да се договорат северот на Косово да оди во Србија. Дали се во политичка криза во Косово? Јас мислам дека е тоа голема политичка криза, а дополнителна криза е ова со хашките случаи, каде што 12 лица, меѓу кои братот на Рамош Харадинай Даут, треба да одат на судење. Добар дел од косовската политичка елита. Дејан, ти благодарам. Денеска, инаку, да ме подсетаме годишнина од атентатот врз првиот претседател на Независна Република Македонија Киро Глигоров. И по тој повод нашиот колега Владко Чаловски разговараше со исто така нашиот колега Сашо Ордановски, кој инаку во тоа време беше директор на македонската телевизија. Па оваа годишница беше добар повод да го прашаме Сашо Ордановски кои се неговите сеќавања за тој 3 октомври кога се случи тој немил настан во кој за среќа претседателот Глигоров успеа да се спаси. Па го погледнеме прилогот на Владко Чаловски.